Настанот со кој што ќе почнам темата се случил пред 42 години. Што значи дека јас не се сеќавам на таков настан. Односно, точно кога се случил на 23. август, јас сум имал точно 11 месеци. Така да не очекувате дека ја би можела да се сетам на тој настан. Меѓутоа, деновиве, читајки, веројатно, во врска со годишнината од тој настан, се запознав јас, иако самиот израз, оној синдром кој што произлегува од самиот настан, сум го слушнал, но не знаев со што конкретно е поврзан. Но некој од вас, повозрасните, може би ќе се сетат. Значи, станува збор за грабеж на банка, кој што се случил на 23. август 1973 година. Во Стокхолм. И сега грабеж, како грабеж, па сега, што толку да се сеќаваме, еден ли грабеж. Меѓутоа има нешто специфично во врска со овој грабеж. Значи, двајца биле ограбувачи, Јан Ерик Олсон и Кларк Олафсон. Значи, во Шведска, од Стокхолм, 73 година. Упаднале во банката и патем заробиле четворица од вработените. И ги држале чели 6 дена во заложниство, значи до 28. Заклучно со 28 август. 23 до 28. 6 дена. Не е некој долг период, меѓутоа, значи имало позитивна завршница сето ова, биле грабнувачите уапсени, заложниците ослободени, значи немало жртви, меѓутоа, она што е специфично за овој настан е следно. Значи, при апсењето на ограбувачите, светот бил шокиран од реакцијата на заложниците. Имено заложниците ги бакнували и ги гушкале своите киднапери, се додека овие биле водени, приведувани од полицијата. И не само тоа, туку подоцна, не сакале, одбивале да сведочат против нив на суд. И не само тоа, туку некој од нив дури подигнал фонд, собирале пари во нивна одбрана. Чудно. Чуден психолошки феномен. Наречен стокхолмски синдром, според овој настан, значи, што се случил во Стокхолм. Значи, појавата кога жртвите сочувствуваат и се поврзуваат со своите киднапери, па дури и стануваат лојални, се нарекува стокхолмски синдром. И вакви имате повеќе случаеви, јас ќе спомнам. Значи, ова е карактеристичен затоа што овој синдром има шанси повеќе се појави доколку времето трае подолго, значи на заложничката криза, да кажем. Меѓутоа, овде имаме време само од 6 дена, пазите. За 6 дена вакво нешто. Еве еден друг случај, значи, после цела една деценија, односно 12 години, на летот број 874, кој што летало од Атина во 1985 година, двајца терористи насилно влегле во кабината на пилотите и ги натерале да се спуштат во Либан. Кога се спуштиле, тие ги заробиле патниците, им се заканувале со оружје, убиле еден од заложниците и го фрлиле телото негово на пистата. Сепак, откако заложниците биле ослободени, еден од нив изјавил: "Ти не беа лоши луѓе. Ми дозволуваа да јадам, да спијам и ме оставија да живеам." И ова исто, значи, траело кратко. Еве еден подолг случај. Цели 18 години Джейси Ли Дагард била, значи, најнапред грабната, држана како заложник, силувана од својот грабнувач Филип Гаридо. И не само што не се обидела да побегне од него, туку и соработувало со него, му помагала во неговите обврски, домашниот бизнис околу телефонски повици, електронска пошта и така натаму. Имало ситуации кога и самата пречекувала гости, дури и кога излегувала да пазарува, меѓутоа никогаш не се обидела да избега. Повторувам, значи, таа била грабната, силувана, малтретирана.
Незиниот очув ќе каже, Джейси е вистински приврзана за овој тип. Таа се однесува како да е во брак со него. Меѓутоа, ќе речеме, овој случај 18 години трајал. Јас денови, односно вчера беше прочитав за... Ајде сега го заборив во момент името на убиецот. Сеќавате во Норвешка се случи на оној остров. 77 души беа жртви. Некоја манифестација. Како се викаше човекот? Во момент го заборив. Не е битно. Пред да се случи самиот настан, а и после тоа, откако тој е во затвор, се допишува со него една жена, швеѓанка, која што вели дека и ден денеска, значи после, иако била шокирана од настанот, значи таа не очекувала такво нешто од него, затоа што го сметала за добра личност, за сочувствителна личност, се случило тоа што се случило, таа секојдневно му испраќа, можеби не секојдневно, меѓутоа стално му испраќа писма, се допишуваат, и таа вели дека ќе те чекам колку и да лежиш во затвор, затоа што си ми мил, те сакам и очекува да со него значи има врска, мислам, се земат и да имаат и деца, пород. Значи, на врв на јазик ми, меѓутоа не ми текнува, веројатно знаере за кој случај станува збор. Какви се овие појави, каков е овој синдром, каков е овој психолошки феномен? Значи, заложниците се врзуваат со своите киднапери. Знаете, дури имате ситуации кога самите киднапери често пати и самите се обидуваат да се сближат со жртвите. Знаете на кој начин? Раскажувајќи им за своето минато, за својот лош живот, не знам како биле, може би малтретирани, те семејствата може би им страдале или... Значи, обидувајќи се да побудат симпатии кај жртвите своји сушност, значи кај заложниците. И тоа често пати, односно психолозите велат, реток е овој случај, меѓутоа често пати им успева. Интересно е како тоа, значи некој кој што ве киднапирал, може малтретира, секако, ви вперил пиштол во чело, да вие така се поврзате со него, алудирајќи конкретно на наставот од Стокхолм. Само 6 дена биле заложници. Че овде станува збор за грабеж, значи не станува збор за... Може би сте гледали еден многу добар филм, ја би го препорачал, дори ако многу ретко гледам, нити пак сакам да гледам, меѓутоа Джони Кју се вика, Дензел Вашингтон, оној црнецот е главна улога, неговото дете колабира на една игра со децата, бейсбол мислам дека игра, и се установува дека има срцева мана и дека треба да се направи трансплантација на неговото срце. Меѓутоа човекот, неговото осигурување не може да ја покрие скапата операција, никако не му излегуваат во пресред, битни им се парите на институција на докторите. И што ќе направи човекот? Нема друго чаре, влегува во болницата и ги едноставно ги заробува тамо вработените, ги држи во заложниство со денови. И он станува хит, го снима телевизија и се со една цел да го стави на список, на ред, значи своето дете за трансплантација на срце и помеѓу време и да се најде срце. И успева во тоа, после многу перипети, меѓутоа, ајде ќе кажете, еве, и самите заложници, нели, се влюбуваат во него, значи го засакуваат толку многу и целата нација, да не кажам. Мислам дека беше според некој вистински случај, правен филмот. Но, ајде, еве, да кажеме, че тоа е една благородна причина поради која што ете бил приморно да го направи тоа. Меѓутоа, идете, плячкате банка, им се заканувате на вработените, а тие се приврзуваат со вас. Интересен феномен. И иако психолозите велат дека овој синдром е релативно редок, може би денеска ќе се запрашаме дали е така. Дали може би ние него имаме истиот проблем. И не сме киднапирани. Нашиот киднапер е ѓаволот. Дали, прашањето се поставува, дали може би ние имаме некакви симпатии кон него.
кон нашиот непријател. Па лесно е да кажеме дека немаме. Меѓутоа, зашто имаме проблем се уште со греот? Ајде да отвориме прв, после овој увод, прв стих ќе ни биде во Малахија, последната книга од Стариот Завет, Малахија 3 глава 7 стих. Овој стих спаѓа во контекст на 10-окот, меѓутоа не е 10-окот воопшто тема, 7-иот стих само, ќе го читаме, кој што гласи вака: од времето на своите татковци отстапувавте од моите заповеди и не ги чувате. Вратате се при мене и јас ќе се вратам при вас, говори Господ над воинствата. И они прашуваат како да се вратиме. Ова не го прашуваат, мек сега не знаат како, па прашуваат сега инструкции, бараат како да се вратат. Не, туку ова е во смисла на тоа, како би да се вратиме? Па ние не сме ни отидени од тебе. Со што тоа се рековме од тебе? Значи, ние живееме побожен живот. Како тоа да се вратиме кај тебе? Дали се навикнуваме во својот грев толку многу, што повеќе не ни чувствуваме дека тоа е некој проблем? И ѓаволот, кој што веќе не фатил во клопка, не ни смета повеќе дека е потребно да не држи врзани, значи нашиот киднапер. Па може и слободно да не одврзе, затоа што ние нема да побегнеме. Ние сме тука, ние сме си навикнале и нам не е убаво. Немаме потреба да бараме слобода, затоа што сметаме дека веќе ја уживаме слободата. Дори ако некој ни спомне за слобода, може да се чудиме или да му се смееме. Еве како случајот во Малахија. Како да се вратиме кога ние сме со тебе? Што имаме потреба да се враќаме? Да се подсетиме на Јован 8 глава. Што им вели Исус на собраните, на евреите. Во 8 глава Јован, токму за слободата, кога им зборува. Што вели 32 стих? И ќе познаете вистината, и вистината ќе ве ослободи. А тие му одговараат и му викаат: ние сме Аврамово потомство и никогаш никого му не сме му робувале како ти сега на нас ни викаш, ќе бидете слободни. Барем нели биле свесни дека се под робство, останал збор за римското робство. Иако Исус им алудира овде и подолу, ако читаме, ќе видиме дека зборува за греот и робството во греот. Но тие не се свесни за тоа, велат: не сме заробени, па да бараме слобода. Дали може би тоа некојаш нам не ни се случува? И дали може би во една таква ситуација Господ е приморан да прави нешто вакво? Да отвориме во Амос. Исто уште еден од малите пророци. Амос после Осија, а пред Авдија. Се обидувам да ми помогнам, затоа што јас имам проблем некојаш да ги пронајдам овие мали пророци. Амос 4 глава, ќе читаме од 6 стих, меѓутоа претходно да ми напомнам дека овде станува збор за пораката кој што Господ ја праќа преку овој пророк до евреите кои што забегале во идолопоклонство. Ако читате тамо погоре, се спомнуваат Галгал и Ветил, знаете, тоа се двете места кои што тие принесувале жртви, Северното царство. Кому му принесувале? Несигурно на Господа. И сега од 6 стих вели: затоа, заради тоа што сте непослушни, заради тоа што не сте свесни дека не ми служите мене, затоа дадов да ви останат забите чисти во сите ваши градови, ве остави безлеп во сите ваши села, па сепак не се обрнувате кон мене. Говори Господ. Господ некојаш, затоа што сака да не врати кај себе, приморан и на вакви мерки. Што вели 7 стих? Ви го скратив и дождот на 3 месеци пред жетвата. Што значи? Нема жетва. Како оваа година, кај нас се историја дождови тамо негде до април, не знам кога, ама кога требаше да дојде да падне оној позен или доцен дожд, го немаше, па жетвата е многу помала од, да речеме, ланската.
Значи, 3 месеци пред жетвата нема дожд, нема жетва. Го пуштив да паѓа на еден град, ама не и на друг, вели. Како да се игра Господ со нив, меѓутоа се е ова со цел, сака да ги врати назад. Едно поле ќе се наквасеше, а другото врз кое што не пуштив дожд, ќе се исушеше. Така 2-3 града скитаа во третиот за да пијат вода, но не можеа да се напијат. Па сепак не се обрнавте кон мене, говори Господ. Нити ова не допринело да се обрнат. Ве удрив 9 стих со суша и со метлика, ви ги исушив градините и лозијата, скакулците ви ги изедоа смоквите и маслинките, па сепак не се обрнавте кон мене, говори Господ. Испратив помор на вас, како египетскиот помор, вашите младинци ги погубив со меч, а коњите ви беа одведени како плен, ви ги наполнив носалките со смрде од вашиот логор, па сепак не се обрнавте кон мене, говори Господ. Од помало кон поголемо зло, несреќа, само со цел да ги врати кај себе. 11 стих дори вели: ве разурнав како што Бог ги разурна Содом и Гомор, бевте како гламна истргана од оган, па сепак не се обрнавте кон мене, говори Господ. Зарем ова не наликува на онај стокхолмски синдром? Вака дури не само што не се обрнале кон Господа, може би секој од нас може да падне во искушение да уште повеќе се приклони кон киднаперот. Зашто гледате колку е ој што сака да не ослободи кобајаги, така си велите, нели? Вели колку е лош со нас. Ни вода ни дава, ни леп, ни ништо. Меѓутоа сепак тоа се мерките кои што Господ некојаш е приморан за да ги спроведе, за да не, повторно си кажам, не привлече кон себе, зашто ние не сме свесни колку сме, можеби со симпатии кон киднаперот, кон нашиот грев, кон нашиот стил, светове, не знам каков начин на живење. Да, наистина, денеска луѓето сакат да се задоволат и да ги исполнат копнежите на своето срце на било кој друг начин. Меѓутоа решението не е никаде, не е во никој друг извор, не е во никоја друга вода. Видите, дори читавме овде дека биле приморени да одат во други градови, кај што пајал дожд за да пијат вода, меѓутоа каже во стихот дека сепак не се напиле, сепак не се задоволили со тоа. Решението за секој наш проблем треба да го бараме кај Господа, затоа што само кај Него е, а не да го бараме кај некој друг или во нешто друго. Еве како што текстот во Амос велеше, во Ветил или во Галгал. Не е тамо решението. Решението е кај Господа. Исаија 55.1. Че читаме всушност 2-3 стиха овде, меѓутоа првиот. О, сите вие кои сте жедни, дојдете, приводите. Ако и немате сребреници, дојдете, купете и јадете. Да, дојдете, купете вино и млеко без сребреници и без плаќање. Бесплатно Господ ви дава. Дојдете, вели, дојдете. Како на самарјанката Исус што и кажал: ако примиш, ако пробаш од оваа вода, ја што ќе ти ја дадам, нема никојаш да ожеднеш. Ќе бидеш за секоја задоволена. Вториот стих: зошто да ги трошите сребрениците за она што не е леп и својата надница за она што не сити? Послушајте мене и ќе јадете добро и ќе уживате во сочни јадења. Приклонете го увото и дојдете при мене, послушајте ме и душата ќе ви живее. Ќе исклучам со вас вечен завет, завет на милости ветени на Давида. Видите како Господ моли да дојдеме кај Него, да се напоеме, да се најадеме кај Него и да ја задоволиме нашата душа. Ништо друго како Господ не може да не задоволи. Во секој поглед. И наистина Господ и овде во овие стихови се прашува зошто, што се случува со нас, ако тоа е случајот нормално. Зошто не се враќаме кај Него? Дали можеме не зафатил онај синдром стокхолмски? Вперен пиштол, а нашата реакција е, односно реакцијата на, како што прочитавме во авионот, па тие беа добри со нас.
зачудувачки. Меѓутоа, зарем не се случува многу често ова и со нас? Прост пример, значи, здравствената реформа да ја земеме. Па кој од нас не е свесен, па денеска и светот зборува, денеска владата зборува, дека месото е штетно. Ама нема баш апсолутно никаква корист од него. Па сепак си го јадеме или сакаме да си го јадеме, често пати можеме да седнем и да јадеме. И не само месото, шекерот, кој што уште може и поголемо зло, а каде се не го наоѓаме денеска? По сладки, по колачи, по ова, по она. И сепак, затоа што си сакаме така. И не сме свесни сме дека е штетно, меѓутоа, сепак, не се отргнуваме за тоа, да, од тоа. Може би некој ќе каже, да, па слаби сме, во ред е признанието дека сме слаби, нели, Павле во Римјаните 7 глава ќе каже, кој ќе ме спаси од ова смртно тело? Значи, таа наша грешна природа си го сака она своето. Но за тоа има решение. Ако ние сакаме, Господ е решението. Што вели во Филипјаните, Павле? Се можам преку Христа кој ми дава сила. Господ може да даде сила се да надминеме и да победиме. Но, може би не сакаме. Тука е проблемот. Значи, може би ни омилел повеќе киднаперот, кој што сака да ни уништи и нашите тела, и нашата душа и така натаму. Тоа е проблемот. Знаете, сте слушнале може би некој одолговлекувал околу крштевањето, може би долгогодишен пријател. И обично што вели? Уште малку. Уште малку па ќе биде и тоа. Што всушност вели со тоа? Подобро ми е без Господа. Значи, подобро ми е животот без Бога. Подобро ми е тако. Утре, тамо некој е утре. Се кавате на злото со жабите во Египет. Имавме дури една прожектирана проповед овде на времето, пред многу години. Кога Мојсей и Арон му рекле на фараонот дека помоли се и ние ќе ги тргнеме жабите. Ама еве ти даваме тебе предност да ти кажеш кога тоа го сакаш. И знаете што рекол фараонот? Утре. Да замислите си. Утре. Жаби, полн двор, во креветот ви скокаат жаби, не знам каде се не, жаби. И ви ги велите, утре. Ја не знам што му било намерата, може би очекувал нешто. Што и да е, меѓутоа, нема утре, денес е денот на спасението. Тоа утре, кога го кажуваме, сакаме да кажеме, Господи, поубаво ми е вака сега, дај уште малку да се изгостирам, да кажеме, од овој живот, да пробам се што можам, па ќе дојде тој ден. Утре. Нема утре. Чи затоа Господ е принуден понекогаш да превзема и вакви мерки како во Амос, како што видов. Едноставно сака да не освести дека тој е киднапер, тој не ни мисли добро. Колку и да може би некогаш така сака, се обидува да не привлече кон себе, да предизвика симпатии кај нас кон него. Какви симпатии може да имаме кон ѓаволот? Значи, проблемот е кога не сакаме, тоа е проблемот. Ние ако сакаме, лесно е. Господ и тука кој што ќе ни даде сила за се да надминеме и се да победиме. Да се осврнеме малку при крајот и на изгубениот син, блудниот син, од параболата, во Лука 15 глава. Ајде да отвориме во Лука 15 глава. Зарем овој син, помалиот, го немал стокхолмскиот синдром? Значи, Лука 15 глава. Што направил? Побарал, уште како млад, да му биде даден неговиот дел од имотот, на што го следува, и тргнал таму во далечна земја, што би рекли ни денеска на запад, да го живее животот слободно, затоа што се чувствувал како роб во домот на својот татко. Значи, не биле тука многу различни едниот и другиот син. Сеќавате што ќе каже постариот? Ја толку време тука ти слугувам на тебе. Исто и овој се чувствувал како слуга во домот на својот татко и рекол, дај ми ти на мене сега се што ми треба, јас идам слободно да живеам.
која била таа слобода, и доека ја живеел таа така наречена слобода, имал баги друштво, да кажеме. Ама друштво кое што било со него само заради парите. А тој сметал дека, му се вистински другари. Зарем овде не го гледаме стокхолмскиот синдром. И тоа траело се до свињите. Се додека не се нашел за еден евреин, значи нешто најгадно да ги чува свињите. И тогаш дошол на себе, да читаме 17 стих. А кога дојде на себе си, што не бил при себе, киднаперот многу добро го заматил умот. Имал слобода, имал вистинската слобода, а тргнал да бара слобода, да живее слободно. И завршил во робство. Во раците на киднаперот. И така добро му ги врзал раците. Значи. Но, еве, фала му на Господа, дошол при себе, дошол на себе, значи, тоа е 17 стих, и што вели, колку наемници при татка ми имаат леп во изобилство, а јас умирам од глад тука, аз сега го побрал татка си, за кого што сметал дека, бил тиранин спрема него, дека премногу барал, не бил слободен во неговиот дом. Сега она што го сметал за робство, сега го смета за радост, за нешто позитивно. И вели, чекай, зашто да не отидам кај татко ми? Барем како наемник. Ке станам и ке отидам при татка си, вели 18 стих, и ке му речам, татко, сгрешив против небото и против тебе. Еве овој стокхолмски синдром, значи, од кој што сепак овој млад човек се освестил и се вратил назад во вистинската слобода, кај својот татко. Кој што пак цело време што правил? Цело време очекувал, цело време се молел, како што ги читавме оние стихови од Исаија. Дојдете кај мене е вистинската напивка, вистинската храна е кај мене, вистинската слобода е кај мене. Да, овој млад човек конечно дошол при себе, прогледал и знаеме дека делови од ова парабола, како и од некои други делови од Светото писмо се искористени во она прекрасна песна Amazing Grace. Тој прогледал, Исус умре за да прогледаме сите ние, за да дојдеме на себе сите ние, да не исцели од овој синдром, ако може би го имаме проблемот. Колку и да е чудно, меѓутоа некогаш, со тоа што не сакаме, да се отргнеме од канчите на ѓаволот, како покажуваме едноставно дека се уште имаме симпатија код нашиот киднапер. Ако сметаме дека тој ни е поблизок пријател од нашиот Господ, тоаш може би затоа некојаш Господ дозволува некои неприлики и тешкоти да не снајдат во животот, како што Божиот народ ги снашло, овие неволи ги снашло, овие неволи во Амос, како и ова што му се случило на изгубениот син. Господ сето тоа го дозволил за да го врати назад. Тој тоа највеќе го сака, тој го дал и својот единороден син и знае дека има ограничено време. 40 години, 60, 80 со некој од нас. Но тоа е сепак кратко време. Ние можеме и знаеме да бидеме толку тврди, толку несвесни за својата состојба, толку можеби да западнеме во овој синдром, да поубаво ни од живот без Господа. Не постои алтернатива за решение на сите наши проблеми, тоа го кажавме веќе, да не дозволиме ѓаволот да ни наметне и додатни бремења, да кажеме бреме на страф, на срам да го признаеме гревот. Ѓаволот и тоа го прави. Вчера читавме, па дури и денеска, мислам дека Стефани прочита цитати кои што многу наликуваа на оние вчерашните кои што беа присутни. Како да не води ист дух, а секако не води истиот дух. Дека Господ едва и чека да дојдеме кај Него да го признаеме гревот. И ако има некоја молитва која што веднаш ја услишува, тоа е молитвата Господе, прости ми го гревот.
Тоа е таа молитва која што веднаш ја услишува. Да не дозволиме ѓаволот, нашиот киднапер, да не обремени со времето на вината, со времето на, семејни обврски, па немам време, па не знам, еден куп други работи. Да не запусли толку многу што едноставно ќе немаме време за ништо. Едноставно треба да дојдеме во една ситуација кога нема ѓаволот да има ништо со нас и ништо во нас, ниту пак ние со него. Ни трунка, ни никаква трунка од некакво чувство или симпатија. Да не даде Господ такво нешто. Сеќавате ли на Јован 14:30? Да отвориме на кратко со овој ќе завршиме. Јован 14 глава 30 стих. Исус што вели овде? Не ке зборувам уште многу со вас, значи Јован 14:30. Зашто доаѓа кнезот на овој свет, тој нема ништо во мене, тој нема ништо со мене. Ништо во мене нема кон него. Не сме ни да има. Ние треба да се најдеме во една ваква ситуација. Ѓаволот да нема ништо во нас, ние да немаме ништо со него. Тој е киднапер, тој е оној кој што ни посакува само зло. Тој е оној кој што сака да не уништи. Да не дозволиме такво нешто, да се вратиме кај Господа, ако можеби сме отидени, и да имаме симпатија и да имаме онаа вистинска љубов само кон Господа, затоа што решението на секој наш проблем е решен со жртвата на Голготскиот крст. Господ ги решил сите проблеми со тоа, затоа ние треба да ја прифатиме таа жртва и да целосно му се предадеме на Господа. Да избегаме од раците на киднаперот. Нека Господ ни помогне во тоа. Амин.